Или од 1000 на 2000, он го потенцира, тоа некако го кажа. Најголемите се најскапите и после средните и најмалите. Не, тие се средните. А има и уште за големи за индустријски објекти 4000 денари. Да, он го прослужи тоа поради шо и како е. Тоа. Добро, ставено. Некој друг дали има забелешка на записникот? Дали има некој забелешка на записникот? Не, ставам го записникот на освојување. Кој е за? Благодарам. Дневниот ред го имате. Дали некој има предлог за дополнување на дневниот ред? Кој ли Сане? Иницијатива за промена на име на улици во општина Чешиново Облешево со имења на настрадани во пожарот од март 2025. Може да разговараме. Доколку е разговарало предложение кое се... Добро, ќе дојдеме до таму, ќе разговараме после. Веќе ќе оставиме точката на дневен ред. Друг некој дали има предлог за допуна за дневен ред? Нема, ставам го дневен ред на освојување со допуналската точка. Благодарам. Слажам, само исклучи микрофона. Годишен план за вработување во Страшо Пинџур, Соколарци. Тука е директорката. Имам две точки. Први, добар ден, правоверниците, јавно почнувам. Првиот е измена за годишниот план за вработување. Измената за годишниот план и годишниот план за 2026 е исти. Ќе ви образложам зашо ги ставивме исти. Ако успееме пред изборите да ги добиеме согласностите од сите три институции, од вас, од Совет, од Финансии и од МИОА, за да одеме со унапредување на техничкиот секретар во секретар. И лани го трживме тоа, не успеавме со тие сите три институции. Оваа измена ја тражам од причина што техничкиот секретар сега е со средно образование се плаќа, а вработеното има високо образование со 240 кредита. Заради тоа тражам измена за 2025, ако се успее во ред ќе го направиме тоа. Ако не, втората точка е годишниот план за вработување, се е исто, па ќе почнеме од јануари по друга поставка, ако завршиме пред изборите. Добро, директорке, благодарам. Дали има некој прашање до директорката? Значи тие заедно точки И првата и втората посебно ќе истата гласаме. Добро, посебно ќе е гласаме. и измената ако успееме Добро. за 26-та па ќе правиме друга измена. Добро. Нема прашања. Значи ставаме првата точка на гласање. Кој е за? Благодарам. Воздржани против? Нема. Ставаме сега и втората точка на гласање. Кој е за? Благодарам. Воздржани против? Нема. Трета точка, годишен план за вработување во Климент Охридски Облешево. Тука е директор, повели директоре. Благодарам, председателе. Годишниот план за вработување во Основно училиште Климент Охридски Облешево ви е доставен и од описот може да забележите дека има планирано, односно според планот и според реализацијата се затечените работни места, 10 технички персонал и едно административно службено лице. Нема промени за оваа година. 26. Добро, директоре, благодарам. Некој дали има прашање до директорот? Има ли некој од светниците прашање до директорот на Климент Охридски? Не, ставиме точката на освојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани против? Не.
Четврта точка, доделување на парична награда за прогласуване ученик на генерацијата Страшо Пинџур. Директорка, малку може да објасниш кој е ученикот? Оваа година имавме двајца ученици што има одличен успех. Комисијата разгледа и донесеа одлука со малку подобар успех е Делфина Ѓорѓиева, ученичка 9 одделение од Соколарци. Разгледа се на наставничкиот совет и се одлучи на нашето училиште оваа учебна година да биде Делфина Ѓорѓиева од Соколарци, ученик на генерација. Како и секоја година, општината и доделува некои скромни парични средства. Училиштето и додели што можеше да и се доделе, прогласија се, дадеа и пакета, награда што планиравме. И сега ово е стандардно од ваша страна, од советот, мислам од градоначалникот, да биде повикано на да се даде некој признање како што е ред. Значи Делфина Ѓорѓиева од Соколарци. Добро, благодарам директорке. Некој дали има прашање до директорката од советниците? Не, ставаме одлуката на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани против нема. Одлука за доделување парична награда и прогласување на ученик на година на генерацијата Климент Охридски Облешово. Директор е тука. Директоре, повели кажете кој е вашиот ученик, ученичка? Да, како и секоја година и оваа на 10.6. наставничкиот совет на ОУ Климент Охридски Облешово на состанок на кој што имаше предложено двајца кандидати ученици за ученици на генерацијата, кои што беа најдобри за оваа учебна година. Беа предложени Мила Ташова и Стефан Коцев. Комисијата се состана, ги разгледа приложените документи и според правилникот за пофалби и награди на училиштето, едногласно беше донесена одлука ученикот Стефан Коцев од 9-то А одделение од Облешово да биде избран за правенец на генерацијата за учебната 24-25 година. Ученикот беше пофален јавно пред неговата генерација од страна на училиштето, доделени соодветни награди од училиштето и сега е ред и советот на општината, учениците кои што се избрани за правенци на генерацијата да бидат соодветно пофалени и наградени од советот и градоначалникот на општината. Благодарам, директоре. Некој дали има прашање до директору? Не, ставам и одлуката на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани против? Не. Слободни сте, ако сакате седите. Не. Добро. Идеме на пријем. Добро. Пријатно. Продолжиме. 6 точка, програма за измена на програмата за активности во Општина Чешиново Облешово за областа културно-спортска манифестација 2025 година. Материјал имате? Станува збор за илинденските спортски игри. Запознаени сте. Дали некој бара збор од советниците? Повели Сани. Од страна на општината има пратено покани по населени места за пријавување на илинденски спортски игри 2025 година со зголемени средства за освоени први места, а денеска е ставена таа точка на дневен ред за зголемување, а сето ово би требало да биде ставено на дневен ред уште на, можеби уште пред една-две седмици. И која е сигурноста да речеме дека ќе се изгласа? Сите се за спортот, него малку е требало предоследски да оде. Ево, јас би предложил на советот тука за освоените први места екипите тие средства да ги донират за настраданите на семејствата на страдалите во пожар.
март 2025 година и ако се изгласа таа одлука, јас уште еден паушал би донирал на тие семејства. Добро, Сане, тоа е твој предлог, ама тие са екипите, они треба се одлучат тоа. Не може да и наложиме. Предлог јас имам, точно е тоа. Него тие се така, него тие се дечки со таа генерација и треба Држи место они сами тоа да го направат. Да, ама може би требало тоа уште пред една, 2-3 седмици тоа да се реагира, да речем. Моли? Да, у тај смисол. Па за тоа јас и не случајно речев, значи оваа точка на дневен ред требало да биде на уште пред 2-3 седмици. А не сега напишено плакати дека таа сума ќе биде, а од друга страна не е изгласано. Добро, Сане, завршили? Да. Благодарам. Не, заправо имам уште. Ајде, Имам уште. Значи, ја користам оваа прилика за оваа точка на дневен ред да дискутирам и за други спортски настрани што се одржуваат во други населени места, ето поточно Кучичино. Имено под спортски манифестации не е само фудбалот. Нашата општина треба да се гордее и што во Кучичино во зимскиот месец се одржуваат 3 атлетски трки, а од оваа година имаме и успешна реализација на надпревар во пинг-понг. Бидејќи имаше надпреварувачи од нашата општина и од општина Кочани и општина Штип, поради големиот интерес, организаторите беа принудени да го редуцират пријавувањето на кандидати на надпреварувачи, од причина што има само една пинг-понг табла. Затоа барам од членовете на советот на општината да се изгласат средства, не мора и сега знам во општината и за понанатаму, една пинг-понг табла, која табла ќе остане и за наредните надпреварувања, па и за училиштата. Доваѓат и за Облишова таа нашата табла, што не е наша, него таа е претходниот градоначалник Јорданчо Левков ја даде, имаше и на други места, тие табли ги некој дали си ги узурпира, таа кај нас си ја чуваме. И во еднина исто така треба и да се размислува како што се размислува и за Илинденски спортски игри, ние да се зголемат и наградите за стимулирање на надпреварувачите. Ето и оваа година, например, што ќе се следува, ќе апелираме да тие средства да одат за овие семејства. И исто така апелирам и до општината, до градоначалникот, тие за спортски активности што беа 40.000 денара не се дадени за Свети Трифун Кучичино. За спортот е, не е за организацијата. Благодарам. Благодарам, Сане. Значи, јас лично поддржувам го тоа да се прошират спортските игри, ама сега веќе е касно за се. За оваа година веќе тоа треба у почетокот ше при креирање на буџетот, тоа да се стават у план. Јас сум тука, мислам, од сите највозрасен. Во чинно времето имаше трки, имаше рипање овие, имаше со велосипеди, имаше шах, имаше одбојка, значи имаше 7-8 спорта, како дете знам, дојдеа кај стариот дом игра одбојка, шах игра горе у канцелариите и така. Имаше повеќе над такмичења. И мислам дека е добро да се врате тоа колку има шанса, но сепак е сега касно за сето тоа. Тоа во нареден буџет кој ќе бидат со нови советници и нови или градоначалник, може исти, може нов, нека прават планови. И тоа е градоначалник, ако имаш нешто да кажеш околу ова што кажа Сане дека е касно за ова, ти имаше предходно, како беше 120.000, покачено е малку, 20.000, така ли? Можеш повеќе. Благодарам, председател. Што се однесува до активностите кои беа
предложени и предочени дека се изоставени околу организацијата или традицијата со тие дополнителни програми што е било као традиција зборам конкретно за Илинденските спортски игри Чешиново. Знаете и самите дека и веќе нема интерес, и тоа сплетна околности, не би сакал да одолжам, кои се причините околу тоа. Сите знаеме, па и тука ги гледам околу мене, и дел од соето се релативно млади и самите ја гледат апатијата околу тој дел. Може би системот на функционирање на самото општество доведува до тај степен да некако забораваме некош и да се дружиме. Мимо тоа, јас само сакам да кажам дека зголемувањето на сумата се должи не само за наградите. Ние направиме една калкулација со цените во однос, еве ќе кажам, барем што три момента предимчат и ние не можевме да се покриеме со таа првичната донесена програма за организација на културни манифестации и спортски и така натаму. Од причина што, ако еве компаративно кажам дека судиите у однос на лани се веќе за некои 30% зголемени нивните услуги, исто се однесува и за стручна служба од страна на медицински лица и така натаму. И ние моравме да направиме некоја зголемување, меѓутоа се да биде домаќински, да не претеруваме. Сумата околу 20.000 што е зголемена, кај наградите мора да се, ако сакаме да задржиме традицијата, значи гледате дека има тенденција на покачување на сеопшто у нашето општество, и од таа причина ние тоа е едноставно као стимуланс за да можеме да предизвикаме интерес кај екипите за да се пријавуваат. Не е многу сумата, тоа не значи дека ако по програма е донесено дека ќе бидат, зборам, освен за наградите, дека ќе бидат искористени тие средства, меѓутоа треба да стоат на располагање. После тоа знаете дека ни следи за кратко време ребаланс на самиот буџет, кај што ќе треба да ги предвидиме истите, за да може после да бидеме и ние домаќини како општина, за да можеме да ги исплатиме нормално согласно законските позитивни нормативи. Знаете и самите дека веќе доста активности имаме преземено околу одржување и санација на самиот спортски терен во Чешиново, и дел од тие средства се црпат и за тие намени, како што се трибини, клупи, чешми, не знам, имавме проблеми со расипување на колекторскиот систем. Во теке денес уствари веќе последен ден можеме да кажеме дека ние набавивме веќе завршена тендерската постапка за набавка на тракторска косилка. Знаете дека претходната е нефункционална. И дел од тие средства се црпат по тој основ. Меѓутоа јас ценам дека 100.000 денари не е сума за да можеме да го одржиме на едно пристојно ниво. Значи не е работа само да го организираме како манифестација, треба да биде и во рамките на една пристојна околност, и за да може као што треба да се одржат самата манифестација. Ви благодарам. Благодарам, Милан Сонче. Некој друг дали повели Саши? Јас само сакам да прашам градоначалника оваа набавка веќе на топки, мрежи, пехари, медали. Бидејќи јас кога беше на старото игралище бев 10 години во организацијата, и јас тие ги материјали сите набавувам од ФФМ. Тоа беше донација. Значи јас сам лично дил од тамо, секретар беше авторизар еден Лазар, не знам, Митров, мислам дека се прозиваше. Тај войнички беше на мене од Скопје, Лазар Митровски. Кај него, он ни кажеше од таа проданица на Орк. Тоа е, значи, кој беше на време? Ти отидем и сето, ние дадем, они ќе платат фактурата. А сега викам, дали се овие, ние ги набавуваме или и тоа донација? Вака сега, поднесени се барања не само до ФФМ и до Министерство за спорт и до Македонски олимписки комитет за барање спонзорство материјални средства.
Меѓутоа, ние мора да ги предвидиме што доколку не ни ги дадат како спонзорство. Затоа не значи овие 100.000 денара дека сите ќе бидат потрошени. Ние мораме да го ставиме буџетот малце поопширен за да има средства, а добро ќе биде нели да останат дел од средствата и не потрошени. Значи поднесени се барања до тие 3 институции и ќе видиме нели дали ќе излезат во пресрет на нашите барања. Добро, некој друг од советниците дали повелица, не? Значи, повторно прашањето, зашто тоа, например, не е направено у март месец? Ето, ние за Свети Трифун почнеме од септември месец. Значи, не да дојде време кога ќе треба да се тоа организира на тај ден. Значи, требало е 2-3 месеца. Значи, има си вработени тука за спорт, за тоа да не биде сега, за неколку дена ќе почнуваат Илинденските спортски игри, ние сега чекаме одговор од институции. Добро, сега не благодарам. Активностите по оваа програма почнуваат уште со донесување на програмата во месец декември. Спомнувате го март месец, знаеме што се случи во март месец, па и април, нели, беше околу тие немили настани. Барањата се поднесени не денеска, него и пред оваа седница на Совет. Програмата е едно, одлуката за потврдување на средствата е друго. Значи, активностите по програмата си течат напоредно со донесување во месец декември, односно со почетокот на важење на програмата 1.1. секоја календарска година. Дали некој друг советник бара разбор по оваа точка? Повелица, не? А што ако не се изгласа, например? Ето, јас ќе гласам за, иако сум за воздржан, сум за спорт се. Што ако не се изгласа, а кажано е таму има поканата пишува дека тие и тие средства ќе бидат. Ништо, ако не се изгласа, нема да се дават толку пари, готово што друго. Или ако се најдат спонзори. Што би било? Немат коментар, граначалник. Јас, ајде, добро, сега веќе гледам дека ја мислам дека у секој случај ние треба да задржиме, ајде да не бидам група, ама пристојноста околу дело на барем на тие работи, на одржување и задржување пред се на традицијата. Што би било, еве јас советниче ќе ви го поставам истото прашање, знаете дека за изминативе 4 години, значи имате побарување за што немам ништо против, неќам ништо лично да се свати, и некако непрофесионално за Свети Трифун. Значи ја прошируваме. Па никогаш не е од никој од нас имал таков настап и да поставя условно категорички кажано прашање што би било ако јас, значи вие иницирате да има ситуација што би било. Не е за мене тоа не е професионалност. Ние можеби не можеме да правиме водоводи, не сме во ситуација, ама сме должни да ја негуваме и да ја задржуваме традицијата. Тука не сме дошли ниту вие, ниту јас по експертиза, значи имаме барано доверба од граѓаните. И ценам дека у најмала рака треба да се одважиме барем за тие културно-спортски манифестации. Тоа е најдобрата афирмација на едно општество со време. Значи ние имавме проширување и облишово. Ако се сеќавате од лани има и некоја нова иницирана иницијатива. И сега јас што треба јас да кажам? Што би било ако градоначалникот немам право на тоа? Иако сум правен представник на оваа општина, немам право, немам легитимитет и кредибилитет да се однесувам така. Ви благодарам. Добро, благодарам, граначалниче. Некој дали бара разбор од советниците? Повелица, не? Граначалниче, пристојно сте ја спомнете. Што сум непристоен сега тука? Што ја загрозувам традицијата? Што загрозувам? Јас ништо не загрозувам. Што се загрозувам? Што тражам си 40.000 денара што се донесе одлука за спортски активности, за пинг-понг, за ова како се вика, за атлетски трки и за било што. Па ние трчаме за тај Свети Трифун и вие ми кажувате дека сум ја против традиција. Знаете ли дека 5.000 евра имаме оставено оваа година за следната година за Свети Трифун? Знаете ли дека имаме 3.000 евра оставено за црква и за трпезарија? Ние трчаме тамо, се бореме. А сами вие кажувате дека сум непристоен. Благодарам.
Добро, Сане. Некој повели Сладжана? Јас сакам само да прашам нешто, колку што разбрав, доколку не се зголеми наградата или ако не се мотивира членовите, на тај начин ли се руши традицијата на спортските, навија спортските или детски игри? Така ли го дефинирав тоа, дека ако на тај начин не разбрав што кажавте, дека Може. Компаративно зборев за проширувањето на по програма. Еве ја го земав за мислам многу екватантен пример за Свети Трифун проширување, пошто бев од советникот, да. Тоа беше кажано како мисла или не знам став. И Илинденски спортски игри па никош не сме биле со противречности или поинаков став. Да, не дека јас само проста компарација беше тоа советнички. И благодарам. Добро, благодарам. Дали некој друг од советниците ба разбор? Не. Значи, јас сум секој пат за спорто и да се одржат како што треба, само да има повеќе екипи. Што би било ако се случи да има 4 екипи, у тај случај или 3? Тоа може да се случи. Да. Према некоја информација што слушам, Теранци не игра, Кучино не игра. 8 ги има советник. 8, добро. Веќе 8 е пуна кап. Да, Добро, благодарам на информацијата. Добро, сега, што нема никој не бара збор, една по една точка, две треба да гласаме за програма, за измена на програмата, право ја гласаме 6-ката. Кој е за? Благодарам. Воздржани? 1, 2. Против? Нема. Добро. 7 за одлука за одобрување на финансиски средства со покачување. Кој е за? Благодарам. Воздржани? 1. Благодарам. Точка 7. Не, точка 8. Значи, одлука за проширување на средства на буџетот на општина Тишино Облешово. Треба финансии да кажат. Ивана е тук. Ивана е тук. Па Даца може да иде или не? Те, 22.000, да. А тоа месечно ли 22.000 или како? Или ја ќе каже Ивана. Не знам која е причина, пошто не сум била присутна. Буџетот кој се планирал за 25-та година од некоја X причина, не знам која, пошто не сум го планирала, се испуштени 22.000 да се стават кај 742.111 приходи од Обединените нации, значи тоа не е донација од Обединетите нации и се работе за персонални асистенти на деца со посебни потреби што ги имаме месечно, меѓутоа овој е последен месец и треба да завршат веќе проекто и треба на луѓето да исплатиме. Тоа работи се за месец мај, меѓутоа пошто не се ставени, треба да направиме проширување. Општината има врска 5.500 денара, а од Обединетите нации 22.000. Луѓето си ја завршија работата околу дечињата со посебни потреби, мислам дека треба да ги исплатиме средствата. Добри, благодарам Ивана. Дали некој од советниците има разбор? Не ставиме точката на усвојување. Одлука стари. Кој е за? Благодарам. Воздржани против нема. Точка 9, значи тоа е допунска точка што предложи Сане. Иницијатива за промена на име на улиците за лица починати од пожарот. Само на кратко, јас да кажам моje мислење. За ова треба најмалку една година да се расправа, да има дебата, да се види како шо. Па, согласност од фамилиите има процедура, правило има. Дали се они ќе се согласат. И друго, па и граѓаните исто. Оти секој документ ќе се мене после. Значи, лична карта, пасош, адреса, секој мора да смене. И тоа значи треба прво да се дебатира тоа, да не речем барем една година да се пушта мобети вамо тамо, мислење на граѓани, помлади, постари, пензионери од сите сфери. И инаку не сам против таа иницијатива, оти ке нас веќе тие сите што се улици што и носат, у Теранци има и турски имења уште,
и што никој не знае ни од која фамилија се, но сепак така да не испадне, немаме време тоа за месец, два, три да го направиме. Тоа е моje мислење, а советникот колку е нешто испланирал, нека повели. Повели Слави. Гас. Убаво е тоа се што кажавте, да не избрзуваме сега малку со тоа. Ја би дал предлог уште пред тоа го помислував, веќе кој имаме на форумот кој изгласаваме за упарко, за споменици, тука за уредување, за такво, мислам дека е најубаво таму да и се направи како некој споменик, да се обележи, да имат, мислам дека има предлог така и укочени ќе се прави споменик за сите, па мислам дека тоа е било потака веродостојно, дали со тај проект, дали плюс ова нешто ако треба ќе се доплати или ќе се направи плюсен споменик, мислам дека тоа е било по-добро отколку се ова да не очепкаме со улиците. Да, Слави, благодарам. Јас исто малку да допунам на тоа, што од кај нас и градоначалникот, мислам, заедно со службата да контактират таму горе со министри, со тие малку поактивно, од исто и Облешо, како Кочани што кажуваат дека ќе го средуваат и ќе го помага државата, треба исто да помогне и Облешо. И Облешо исто процентуално има настрадано деца и повредени таму. Значи да не испадне само Кочани, а другите околу ништо да не добијат. Значи без обзир как... Значи ја препоставувам дека они сигурно работат на случај, ама малку да бидат поажурно тај дел, да не се нешто да не одминат. Добро, некој од советните Сане? Повели Сане. Значи, потполно се сложувам дека треба да се смире малку ситуацијата и да се разговара со сето тоа. Сензитивноста на оваа одлука е преголема. Јас за оваа точка да ја предложам, ова е иницијативата поедена од еден од родителите на починати. Ние како совет тука предложиме и изгласаме по еден паушал. Парите се трошат, ги нема и нивните чеда, а овој ќе остане за век и веков. И предлагам да преку општината, градоначалникот, лице вработено во општината, за да се заземе за тоа, дали да се праве само на во тие населени места што се настрадани лицата, или во поширок круг на цела општина Чишиново, Облешево, дали нивните улици дека газат да бидат со тие имиња. Значи нормално можеби од тие 6, колку се 7 тука, можеби 8, значи процентуалноста е најголема тука на наш терен, на Чишиново, Облешево. Можеби еден да не сака, може да биде повреден, за тоа да се поведе иницијатива. Се разбирам и вас ве разбирам дека тоа така. И постепено да се види, може тоа ќе трае 1 година, 2 години, 3 години, него да се појде иницијатива за тоа да се направи. Значи да ја оставиме, значи еден да не речем не горко успомен, него тоа е еден родител го побара, да ви кажам. Да, па ја го тоа изборам. Значи, може на 5-6 да бидат за, на еден тешко. Значи, не треба да биде повреден и тај. Значи, да се најде начин, на кој начин тоа да се среде. Добро, така. За секој случај иницијативата е добра. Така. Со вика даца малку и пресно, ама сепак може да се разговара, што рече Слава, и за упарко нешто, колку се планира да се спомнат таму, да се стават сите имиња со некој си символ, така си споменик по наше, што ќе се памте секојаш. И тоа, и Сане што кажа да се почне иницијативата веќе натаму, да се, тоа треба си од општината да си има екипа што ќе контактира прво со родителите, што кажаме, па после натаму има друга процедура. Прво треба согласност од нив и натаму има си процедура, има си начин, ама тоа не може да замине, не може да се заврши за 1 година сигурно. Значи доста време има и други совет да се занимава со тоа. Повели се. Значи не сум кажал, значи 1 месец, 2, може и 3 години, 5 години да биде.
ќе има проблеми, доста ќе се менуваат лични документи, па и ние цела држава менјаваме лични документи, менјава се име. И постепено можеби и што речеме и можеби некои од родителите тоа да не го сакат. Да. И они нека се соберат. Секако да се може да дефинираме отпочнување иницијатива за така. Така. или само разговор, па натаму да поразмислуваат советниците, предлози, може некој ќе комуницира со родители, може некој нешто, може и обични граѓани некој ќе дадат предлог за било што, па друга седница да малку поспремни да бидеме у тај дел. Мислам дека повели се не. Пак ќе треба, во ќе се остане тука на седницата, тука ќе се остане во оваа просторија, да се определи една личност, одговорно лице, за да може да наследен совет да ни даде информации што е разговарано, кога е разговарано. Пошто општината е, например, на други има проблеми, сега и со ова да се занимава. Него мора да излегнеме за тие луѓе у пресрет. Така сега иницијативата е добра, меѓутоа 100 дена, нели, еве вчера имаше на социјалните медиуми откако дечињата починаа. Колегата што ги работе баш од таа област и он е лично засегнат, неговото дете од пожаро и нели, на сестра му, девојчето. Нека се обмисле како што треба да биде, следната седница ќе биде набрзо. Нека се разговара, еве и вие разговарајте со родителите, нели, никој не е против тоа да се спомнуваат дечињата, макар нели некој обележие, дали име на улица или обележие во паркот. Меѓутоа да ја обмислеме убаво, да не избрзуваме, бидејќи беше дополнување на дневниот ред. За родителите се уште е пресно тоа и болно, доколку нели има согласност и од фамилиите, секоја иницијатива е добра. Меѓутоа, еве пак ќе кажам, добро е што се разговара, нели, да се спомнуваат тие дечиња. За наредна седница обмислете како и што треба да биде и нели, ваша е одлуката. А ние од општината сме тука, секоја ваша одлука да може да се спроведе и во реалност. Добро, дали некој уште има нешто повлесане? Потенцирав дека иницијативата е од родител. Уште подобро, за Далибор се разработен, нели? Уште подобро, он мислам дека многу подобро ќе ги менаџира работите околу сето тоа. И може да со наследна седница да не информира што како, дали има против. Ето јас лично, ако има еден од тие, едно семејство од тие засегнати фамилии, јас не би бил за оваа иницијатива. Тоа треба да биде. Тоа ти добро што кажа дека за Далибор, дека они таму се видуваат. Веќе таму се тие родители сите се видуваат таму на секој ден одат што се вика. И они меѓу нив ќе искомуницират, ќе каже, он ќе каже ситуацијата. И натаму после ќе продолжи. Моментално многу, мислам, че знам ги цело време сме заедно, многу е зафатен за следна седница нема да може. Сигурно дека нема да може. Они сега 8 паудот за Бугарија, 6 или 7 паудот за Бугарија. Зборам за дело тоа што го сакаме за наредна седница. Мислам дека нема да можеме да дојдеме до. Па добро, окей. Добро, за секој случај е добро што се веќе почнува да се разговара, да. Нека биде како иницијатива, само да не е огорокови, затоа што мислам дека нема да може да се анализира така толку краток временски рок. Оче многу са, не 5 години, но, мислам, јас знам дека са многу презафатени. Ако са дома, многу са презафатени. По 3 пати доваѓаат и в болницата, и на физикални, и мислам, цело време са удвижење. Така да, убаво е сето тоа и они се цело време и се слушат, и се гледат, и се комуницират меѓу нив и мислам дека нема да изостави тоа така, нема да избледее толку лесно. У друг случај малку ќе следиме ситуацијата и од Кочани. Таму веќе има повеќе некои иницијативи овamo, онам нешто и од нив што они прават тоа и тука ќе се прави слично нешто. Нема шанси да се забрави тоа. Мислам има и турнири сега.
ќе почнат и турнирите и кога ќе почне, треба да се презимат работа што се со време, мислам, у тај период што поистоветува со ситуацијата, инаку Некој друг од советниците нешто? Да каже нема. Добро, тоа останува си така како иницијатива да почне. Дали има некој барање нешто? Нема, добро. Подразно. Добро, ајде. Ја попитав има ли нешто. Дали до јавното предпријатие, не знам. Имаше една цевка скршена од прочистителната станица, направена и веројатно недобро направена и повторно тече. Неколку луѓе одат у дирекцијата тука, кај раководителите у јавното предпријатие и неколку луѓе ми се жалат, викаат, со тоа кучичино. Таа прочистителна станица не работе, фекалиите испаѓат на 50 метра од резерваро. Тоа неколку време има бавчи, има ориси, има се тоа и стварно е дегутантно веќе да се за тоа. Каде плаќаме за прочистителна станица не работе и загадуваме водата, ја загадуваме. На 50 метра од бушотината е. Реагирано е неколку пати и на мене не ми викат за тоа кучичино, никој не ми вика, а на други луѓе жалат се, вика преко глава ни е тај водовод, преко глава, а тоа треба да си го ни реализират, да си го санират. Веќе не знам што да направиме. Доваѓаат луѓето кај мене, а гледам и јас, значи е стварно грозна слика. Грозно. А не е тоа, канализацијата, таа цевка е скршена од водна заедница. Прикопање и не е санирано и сега доваѓа на товар на јавното предпријатие, а они тоа нека си го регулират, дали со дописи, со тоа шо, да не трпеме ние, значи луѓето пиеме вода од фекали. Добро, Сане, благодарам. Некој друг нешто, дали има коментар, прашање, предлози? Не. Затвараме седницата и се видиме следната седница.